по завршениот четврти круг за избор на генерален секретар на Обединетите нации, македонскиот кандидат доктор Срđan Керим се уште останува во трката. Керим се најде на четвртото место. Следното гласање е закажано за 26 септември, меѓутоа по овие 4 гласања кои што се спроведуваат изминатите месеци, да споменеме дека на првото место се уште останува португалецот Антонио Гутереш со 12 охрабрувачки, 2 обесхрабрувачки и 1 глас без мислење. Веднаш после него е словачкиот кандидат Мирослав Лајчак, кој што има 10 охрабрувачки гласа, 4 обесхрабрувачки и 1 без мислење. Српскиот кандидат Вук Јеремич има 9 охрабрувачки, 4 обесхрабрувачки и 2 гласа без мислење, додека македонскиот кандидат Срđan Керим има 8 охрабрувачки, 7 обесхрабрувачки и ниту 1 глас без мислење. Ова со гласовите го споменувам затоа што е многу важно при гласањето дали овие обесхрабрувачки гласови кои што пред малку ги споменав доаѓаат од земја постојан кандидат или земја постојана земја или избрана земја на Советот за безбедност, со оглед на тоа што постојаните земји членки на Советот за безбедност имаат право на вето за било кој кандидат. 5 постојани земји членки на Советот за безбедност, Соединетите Американски држави, Обединетото кралство, Кина, Франција и Русија можат да дадат вето дури за оној кандидат кој што на крајот после сите гласања ќе има најмногу гласови. Се очекува финалните гласови да бидат, односно да ги земе во предвид Генералното собрание на Обединетите нации веќе следниот месец. Да споменеме само дека за овој избор на генерален секретар на Обединетите нации имаше 12 кандидати, сега веќе тие се сведоа на 10, беа кандидирани 6 мажи и 6 жени, а според очекувањата на многумина, овој пат на оваа функција треба да седне кандидат од Источна Европа според географската ротација и многумина очекуваа и тоа да биде жена, иако, како што кажа и македонскиот кандидат Керим за време на едно гостување во отвореното студио на телевизија Нова за Обединетите нации, најважен е принципот на способноста и квалификациите на кандидатот, а полот воопшто не е важен. Да споменеме само дека се уште актуелниот генерален секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун го завршува својот мандат на крајот на годинава по 2 годишни мандати, колку што е максимумот за оваа функција. Неговиот наследник треба да биде избран нешто претходно. Да споменеме само дека македонскиот кандидат, односно да потсетиме доктор Срđan Керим е поранешен шеф на македонската дипломатија во 2001 и 2002 година, кога Керим исто така председаваше и со југоисточното европско партнерство. Во тој период 2001 и 2002 година, кога на овие функции беше Керим, Република Македонија го потпише и договорот за стабилизација и асоциација со Европската унија. Потоа Керим во 2003 беше назначен и за амбасадор и постојан представник на Република Македонија во Обединетите нации во Њујорк, а веќе во 2007 и 2008 она што најмногу го доближува за оваа кандидатура за генерален секретар на Обединетите нации. 2007 и 2008 година Керим председаваше со 62-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации. Веќе од 2008 доктор Керим е во советот на претходни заседавачи со Генералното собрание на Обединетите нации.